До исплата на обештетувањата за 2016 година, до исплата на годинашните субвенции, како и дефинирање на откупната цена на јаболкото и обезбедување на пазари за негов пласман, се само дел од барањата на кои преку мирниот протест денеска потсетија преспанските овоштари. Тие стравуваат дека повторно ќе ги снајде ланската судбина, кога јаболката им се откупуваа за бедни 2 денари од килограм, иако производната цена им била барем 7 пати повисока. Во последните 3-4 години најголем дел од нашите овоштарници, особено ватер од населото Царево и поблиските села, беа оштетени од градот и затоа ние бараме дополнителна поддршка државата да си го исплати на доместот кој што треба да ни го даде, за да можеме ние да ги поминеме овие кризни години и за да евентуално дочекаме некоја поволна продажна година. 2 години данокот за продадено јаболко не е вратен. 2020 и 2021 година. Значи тие обврски онака како што пристигнуваат редовно да се сервисираат, затоа што ние, особено јас сум чисто земјоделско семејство, овоштарско семејство, живеам исклучиво од приходот кој што го имам од овоштите нас. Преспанските овоштари се жалаат дека го достигнале дното и дека повеќе немаат ни простор, ни време, а ни средства за било какви калкулации. За последниве 6 години заради економска криза или корона криза или енергетска криза, ние не ги баравме тие средства да не ги исплатат, што ни должи државата, меѓутоа сега ние го достигнавме дното. Ресорниот министер пак Љупчо Николовски со познатите ветувања уверува дека во наредните денови ќе биле доисплатени обештетувањата, а додека до крајот на годинава ќе биле исплатени и сите други побарувања од овоштарите. Овоштарството е прва подгранка во земјоделството која што ќе добие оваа година 30% авансна исплата на субвенциите за оваа 2022 година. Тоа не се случило досега. Досега знаете дека оваа година ги исплатиме субвенциите за претходна или за претходните, за останати. Ова ќе биде прва година 2022, а овоштарите ќе бидат први, заради тоа што ова година само тие се опфатени, каде што субвенциите за оваа 2022 година ќе ги добијат со овој ребаланс, односно до крајот на годината. Инаку, македонските овоштари велат дека многу изгубиле и со губењето на рускиот пазар, како најголем откупувач на македонското јаболко и тоа уште за време на бербата.